Кај двајца мажи од Скопје на 40 и 44 годишна возраст, лабораториски во Институтот за јавно здравје потврдени се мајмунски сипаници. Не се работи за поврзани случаи. Според првичните информации од епидемиолошката анкета, тие кажале дека не се познавале и не патувале надвор од државата. Поради кожно заболување вчера и двајцата, но во различно време се јавиле на преглед на кожната клиника. Земените примероци од делот на гениталиите во трите посебни анализи на институтот покажале присуство на вирусот на мајмунски сипаници, а негативни биле тестовите за ХИВ, сифилис и херпеси, кои ги побарал дерматовенерологот. Примероците денеска ќе бидат испратени и во Холандија за дополнителни испитувања. Каде што ќе ни се потврди подтипот на, тоест ќе се секвенционира подтипот на мајмунските сипаници, бидејќи има повеќе подтипови да ни кажат точно за кој подтип се работи, а и воедно да ни помогнат понатака во понатамошните акти и дејанија. 40-годишниот пациент уште синоќа по препорака на ИЈАЗ се јавил на преглед на инфективна каде е хоспитализиран, но според директорот тој бил во добра состојба и немал клиничка слика за мајмунски сипаници, но поради позитивниот лабораториски тест задржан е за понатамошно следење. Пациентот прифати да биде хоспитализиран, е во добра општа здравствена состојба, дури не прашува зошто е задржан, но заради тоа да биде обсервиран и да биде под наше наблюдување и да се направат дополнителни исследувања. Друг пациент немате, вториот пациент? Вториот пациент не се појавил. Таа информација го имаме потврдено од Институтот за јавно здравје, дека кај двајца пациенти е тоа потврдено, но втор пациент кај нас не е јавен за преглед и хоспитализација. Од Институтот за јавно здравје информираа дека епидемиолошките анкети се во тек, стапиле во контакт со дел од членовите на фамилиите, но тие немале никакви симптоми. Во моментов нема потреба да се земаат материјали за испитување, бидејќи немаат никакви симптоми на заболувањето. Се следи нивната здравствена состојба и при развивање на први симптоми кај тие луѓе ќе бидат земени соодветни материјали за испитување. Иако станува збор за вирусно заболување, потребен е подолготраен близок контакт за да се пренесе. Заменик министерот за здравство апелираше дека нема простор за паника. Иако првпат се регистрира кај нас, постоеле протоколи за третман. Не треба да постои паника во македонската јавност, затоа што иако станува збор за заразно заболување, сепак не се пренесува толку брзо како другите заразни заболувања и сакам да уверам македонската јавност дека системот функционира во целост, од почетокот па се до крај. Вирусот на мајмунски сипаници најмногу е распространет во Централна Африка, но регистриран е во повеќе од 40 држави во Европа. Покрај осипот на кожата, други карактеристични симптоми се висока температура, болка во мускулите и омалаксаност. Периодот на инкубација е од 2 до 4 недели, а смртноста е од 3 до 6%. Лек за болеста не постои, се третира со симптоматска терапија. По лабораториската потврда за 2 случаи во Македонија, попладнево заседава и Комисијата за заразни болести. Александар Динев, Сител телевизија.